Пластичното шише. Сигурно некоја вечер сум го оставил на масичката покрај креветот. Тоа беше пластичното шише со малку вода во него. Не знам зошто не сум го фрлил, можеби бидејќи сум бил мрзлив, а можеби и немало причина. Едно утро одлучив да го тргнам оттаму, повторно без причина. И истори водата во секцијата со цвеќе и го фрлив шишето во корпата за рециклирање. Никогаш нема да го заборавам тој ден, не претерувам. Тоа беше еден од најуспешните денови во мојот живот. Што и да помислев се случуваше, што и да одлучив се остваруваше. Пратив силна порака до себе, можеби најсилното што можев да ја пратам. Сам го одредувам мојот живот, а не судбината. Јас ги мрдам конците. Мојот живот е само мој. Јас го живеам животот, а не животот да ме живее мене. Ова што ќе ви го раскажам е вистинит настан. Имаше еден познат говорник кој држеше говор пред публиката од луѓе до луѓе. Во еден миг почна да мафта со банкнотата од $100 и праша: кој ја сака? Многу мина ги кренаа рацете. Повторно праша: кој ја сака? И другите во публиката ги кренаа рацете. Третиот пат кога праша, еден човек стана, се качи на сцената и ја зграбчи банкнотата со неговата рака. Тоа е дејствување. Кога говорникот ги праша останатите луѓе зошто не им текна да го направат тоа, сите имаа изговори. Еден рече дека седел предалеку, другиот рече дека морало да ги тера луѓето до него да стануваат. Третиот пак рече дека бил премногу срамежлив. Сите имаме совршени изговори за да не действуваме. А колку сте поинтелигентни, толку се поинтелигентни и вашите изговори. Действување значи да се делува дури и кога сте исплашени или ви е досадно. Действување значи кога мора да се оди спротивно од вашето јас. Действување значи да се прави очигледното, не со зборови, туку со дела. Действување значи да молчите кога е полесно да зборувате. Действување е кога се будите рано наутро за да го организирате денот. Действување е кога се вложувате во работата, дури и иако не заработувате онолку колку што мислите дека заслужувате. Действување е кога се грижите за себе. Действување е кога го живеете животот, не само кога седите и го гледате како ве одминува. За вас, можеби действување значи да ја искористите справата за вежбање која сте претвориле во закачалка, или да му се јавите на одамна изгубениот пријател, или да се навратите на предивото кое собира прашина во плакарот. Што и да е, почнете од малите работи. Почнете од работите кои луѓето ги сметаат за неважни. Ако сакате да го смените светот, почнете со пластичното шише. Сте извојувале првата победа во денот. Ќе бидете горди и тоа ќе ве однесе кон втората и третата победа. Ќе ви помогне да сватите дека можете со малите работи да направите големи. Доколку не можете да се справите со малите, тогаш никогаш не ќе можете да се справите со големите. Пластичното шише е вашиот поттик за подобар живот. Пластичното шише е вашиот живот.